Депони, односно непрописно одложен отпад на јавни сообраќајни површини во текот на годините повеќекратно е зголеме. Еве јас имам некои статистики кои што ги донесов да речеме за 2024 година, бидејќи 2025 нели се уште ги е тековна. Сме имале околу 23.000 метри кубни капасен отпад кој што и мешан комунален и градежен кој што бил од наша страна подигнат на непрописно одложена сообраќајни јавни површини. Тоа е 10 пати повеќе од колку претходните, да речам, 10 години назад, ако се вратиме, постојано значи тоа количество расте. Ние не можеме значи ни да сватиме од каде значи доаѓа таа потреба на граѓаните непрописно да го одложат отпадот, кога веќе насекаде се поставени садови кои што се наменети специјално нели за намена да се одложи отпадот. За кабастиот отпад ние сме дали и опција во нашиот центар за селекција сосема бесплатно да го одложуваат граѓаните секој ден во неделата, значи само е потребно свој сопствен превоз, па доколку немаат имаме опција да ние со наши возила за многу мал символичен надоместок тоа го направиме. Но сепак значи имаме оваа појава, можеби тоа се должи на неказливоста, бидејќи јас колку што сум во текот разни вака работилници и конференции во кои што сум учествувала, многу малку се изрекувани казни во текот на сите овие години за непрописно одлагање на отпад. Дури се случувало, еве јас лично ги поставам прашање на инспектори од одредени општини, па ќе ми речат еве месечно 1, 2, 3. Значи тоа ние имаме можеби 1000 одлагачи непрописно, а на 20-30 се фатени нели па казнети. Ние како селекција на отпадот да се постават на што повеќе локации за граѓаните самите да можат овие фракции кои што се нели балираат и се веднаш употребливи, пластика, хартија, значи тука и картонот, пет амбалажа, стакло, лименки, тоа е тоа што кај нас се балира понатаму, да можат веднаш да си го селектираат. На нас не е така многу полесно отколку да се смеша со мешаниот комунален отпад. Доколку се смеша со биоразградливиот, понатаму на нашите работници на лента кои што го прават тоа во центарот за селекција, им е навистина многу потешко да прават секундарната селекција. Така што ние сме се обидувале, имавме еден пилот проект во 2019 во населбата Влај, на 100 домаќинства им беше поделена уште по една карта, каде што требаше влажната фракција да се испрва. А сувата фракција, значи, во сосема, значи, во првиот сат требаше да биде. Тоа заживеа, бевме задоволни, меѓутоа повторно, значи, за да секаде тоа се приминува, навистина една многу голема инфраструктура и финансиски средства ни требаат, а тоа е една од решенијата. Доколку примарната селекција значи се приминува на секаде, ќе биде многу поголемо количеството на отпад кое што ќе нели ќе се реупотреби, а многу помало количеството кое што ќе замине на депонија.